Спонзорот Цермат ви представува. Од Истанбул до Анадолија, изложба на фотографии во Центарот за култура. Представата Венецијанска свадба на Деларте ги воодушеви битолчани. Водителката на фолк метар, Јасмина, го кажа судбоносното да. Во фоајето на Центарот за култура беше отворена изложбата на фотографии на турскиот фотограф Мустафа Дедеоглу, насловена како Од Истанбул до Анадолија. Темите кај фотографот се јасно разбирливи со естетски вредности. Голем број на фотографии на Дедеоглу се објавени во различни списанија во земјите од светот: Москва, Санкт Петербург, Казан, Барселона, Грузија, Техеран и изложени се во престижни галерии и музеи. Фотографиите се работени во период од 6 години, а авторот има за цел да ја отслика величинствената силуета, историската текстура и за неа својствената атмосфера Анадолија, која се смета за лулка на различни култури и цивилизации. Öncelikle çok teşekkür ederim geldiğiniz için ve bu kendimi tanıtma fırsatı verdiğiniz için. Najprvo bih se zablagodarovam što mi возможности da vi se predstavam. Benim fotoğrafları çekmede çıkış noktam İstanbul, İstanbul'a olan aşkım. Моите фотографии се инспирирани од Истанбул, од љубовта спрема Истанбул што ја имам. Önce İstanbul'u görüntüleyerek başladım. Daha sonra Anadolu'yu ve daha sonra da sergi açtım. Şehirleri, ülkeleri çekmeye devam ettim. Најпрво сликав во Истанбул, потоа слегов во Анадолија, па потоа направив фотографија во градот кај што отворав изложби. Тука можеме да видиме дека фотографиите се изработени во црно-бела техника. Зошто токму таа? Ben daima siyah beyaz fotoğrafların daha dramatik sonuçlar verdiğine ve benim ele aldığım konuları daha iyi yansıttığına inanıyorum siyah beyazın. Сметам дека црно-белата техника има драматични последици и има и представува дават позначаен впечаток врз посетителите. Затоа ќе во црно-бела техника. Изложбата е во организација на Турскиот културен центар Юнус Емре од Скопје во соработка со Центарот за култура. Biz Yunus Emre'si olarak Üsküp'te Alıktor çalışmaktayız. Представништво Културниот центар на Република Турција е во Скопје, меѓутоа ние не само што работиме во Скопје, туку и во провинцијата овде, мислам надвор од Скопје. Biz biraz da yeni kurulan bir merkez olduğumuz için ilk başta kendimizi Üsküp... Ние со оглед на тоа што сме нова институција отворени во Скопје, најпрво активностите ни се беа насочени во Скопје, меѓутоа сега веќе почнавме активности и надвор од Скопје. Со оглед на тоа што овој еден значаен уметник од областа на уметничката фотографија, прво негова изложба отворивме во Скопје претходни 2 дена, што имаше и голем број на посетители. А потоа еве се решивме и во Битола да се отвори. Размислувавме бајаги и донесовме одлука да се отвори изложбата во Битола, што за нас представува посебно задоволство. Основниот принцип на изложените фотографии е тоа што концептот време не е јасно дефиниран со цел посетителите во себе да евоцираат различни емоции во однос на времето. На изложбата посебно место завземаат фотографии од албумот насловен One Searching. Венецијанска свадба е насловот на најновата представа на театарското здружение Деларте, која својата премиера ја имаше во рамките на Битфест во античкиот локалитет Хераклеа, но заради големата заинтересираност на публиката, овие денови повторно се изведува во Центарот за култура. Представата е работена по текст на Димитар Захариевски, а во режија на Бојан Стојков. Станува збор за комедија Деларте, посебен вид комедија под маски, полна со љубовни заплети со веќе утврдени карактери, ставени во ситуации со голема слобода за импровизација на актерите, мајстори на занаетот. Дејството на новото дело се случува во Венеција во 18 век. Тоа е најновата комедија на нашиот театар Деларте. Првата беше комедија на карактери, втората комедија на ситуација, а третата е комедија Деларте, тоа е посебен тип на комедија што се развива во Италија, некаде уште во средниот век, во преку Ренесанса, барок. Шекспир, Молиер, Карло Голдони пишувале комедии Деларте, ова комедија Деларте, како и другите две комедии предходно, се комплетен производ на нашиот театар, што значи наш текст, наша режија, знаете, тимот што победува не се менува, барем така велиме ние. И тоа е тоа за нашата представа.
Затоа Димитар носи маска, нели? Затоа што ова представа се однесува токму на деларте. Да. Комедиите деларте се карактеристични по тоа што актерите, дел од актерите носат маски. Не секоја представа со маски е деларте, затоа што постојат посебни правила, точно се знае кој лик носи маска, кој лик не носи маска, ако носи маска, каква маска носи. И тука ги имаме карактерите, ние така имавме неколку месеци, ги проучувавме комедијата деларте и овој лик е ликот на Ил Капитан Спавенто. Тој е странец, плашливец. Го имаме типот на карактер Арлекин, кај нас се нарекува Джовани од Зани. Ги имаме Панталоне, и Наморатите, типот на Колумбина, кај нас Елисиета и така. Кој се освен Димитар учествува во самата представа, редно е да ги споменем. Се разбира, значи тоа е нашата редовна екипа. Јас и Бојан сме први, потоа се Елена, Климентина, ги имаме дел од подновите, тука се Кристијан, Тамара, Кика и Мики. На Мики му е прва представа и одлично се снајде во ликот на Тарталја, тоа е судија и мислам дека за кратко време направи прекрасен лик, влезе во оној правилник како се вади комедија деларте. И на крај, која е самата порака што деларте сака токму преку представата на публиката да ја пренесе? Пораката е една и иста секогаш, значи да направиме, да ги негуваме вистинските вредности на комедијата, без пцости, без вулгарности, нешто за да биде смешно не мора да е просто. Значи тоа е она што ние имаме да го кажеме. Смејте се луѓе, животот е поубав со насмевка. Театарот деларте постои веќе 2 години, време во кое и публиката и критиката препознава во нив оригиналност, спонтаност и свежина. Како и претходните представи, така и ова беше одлично прифатено од страна на битолската публика. Основна цел на ова здружение е изведба на театарски представи пред се комедии, но и негување на вистинските вредности на комедијата и префинетиот хумор. За сите оние кои што немаа можност досега да ја погледнат најновата представа на деларте, Венецијанска свадба, истата ќе се изведе и денес со почеток од 20 часот во Центарот за култура. Венчавките се едни од најубавите случувања во животот на секој човек. Водителката на емисијата Folk Meter, која се емитува на Тера телевизија, Јасмина Велевска, го кажа судбоносното да на избраникот на своето срце, Никола, во ресторан Гламур. Нивната љубовна приказна започна пред неколку години. Ако се напратам, многу години, тогаш ќе кажам дека мојата љубовна врска трае исто колку мојата љубовна работата, значи колку време кога сум во Тера телевизија. Таа 2007 година беше пресудна за многу работи. Значи, колку што сум со него, толку сум и со вас, така да ова е за нашето мислење на она што долго време го градевме, а тоа беше љубовта се разбира и денес се пробава. За овој значаен ден во животот на секој човек остануваат само најубавите спомени кои ќе се паметат за секогаш. Екипата на телевизија Тера им посакува многу љубов, насмевки и среќа на Јасмина и Никола.